дојдовте. Здраво екипо, 20 час од недела, доредовте во уште едно мое ново видео. Поминавме недела на бунт, на хорор, на страв. Се зезам, но денеска ќе тргнеме се на страна. Денеска ќе биде во позитивна енергија, се ќе биде во позитивен смисол и имам таков гостин, многу ми е драго, но пред да го најавам, нели како и секоја емисија треба да се заблагодарам на оние без кои не би можел да бидам на ова место и оние кои што го препознаат талентот, кои што други некои не го препознаат талентот, но многу ми е мило што има што го препознале талентот. Голема благодарност до Медија МК, читете го нивниот сајт, секојдневно најнови информации од светот на политиката, но секако и од шоу бизнисот. Саник има 3 клучни локации кои што дефинитивно треба да бидете заинтересирани за нив. Кисела вода, Влаа и аеродром. На нивниот сајт имате линк во дескрипција, можете да се информирате. Како и секоја емисија, денеска заедно со мојот гостин ќе си пиеме кавошон. Ќе спомнеме нешто и за ова кафе, а сакам да дадам и најава за мојот гостин. Страшен професионалец кој секогаш ми оставал убав печаток, ме поддржувал, каде да сум бил доаѓал да гостува, така и денеска ќе биде со Васил Зафирчев. Здраво, Васил. Здраво. Вака. Како си? Одлично, како си ти? Одлично ти кажам, расположен и многу ми е драго што си тука. Фала ти за поканата и мене ми е драго исто така. И ти сакувам успех. Успех во се ова што правиш. Ти благодарам, се нема видено вака од кога бев на утринска. Така е. Сега не сме на утринска. Иако се следиме. Се следиме. Не, постојано сме јас и ти. Така е, во контакт. Ме поддржуваш, затоа и така кажам. Ама еве вака убаво е да се видиме. Да. На твој терен. На мој терен, така е. Интересна работа, дечки, е денеска што ќе ни гостува уште еден лик, односно Марио. Васил, ќе дојде Марио денеска, како му е планот? Ќе дојде? Ветено ли? Ветено. Да. Ќе се разговараме на многу теми, убаво се поминеме, се надевам. Така е. Кажи ми, лош период за вас. Зборам глумците, смисол на театри, корона, 2 години. Да. Како пројде за тебе? Зборам креативно или негативно? Генерално, за театарот како уметност това беше голем шок. Системски не најде тотално неподготвени. Верувам. Театарот се потпира на жив контакт, непосреден контакт со гледач, без публика, театарот нема смисла. Меѓутоа, за голема наша среќа, мојот матичен театар, Велишкиот театар, успеа и во рамките на кризата, без можност да играме пред публика, да испродуцира неколку проекти и да ги искористи овие нови алатки, дигитални, да се навика на новото. Така натаму. Да воспостави пак некаков контакт со верната публика. Ние во Велес имаме навистина верна публика која што го сака, го поддржува театарот и редовно го посетува. Успеавме да направиме два проекти кои произлегуваат директно од контекстот на самата корона криза, не само во поглед на незините здравствени импликации, туку воопшто на целата оваа духовна криза која што ја живееме изминатава години повеќе. И повеќе. Повеќе од една година. Направивме еден интернет проект во 12 епизоди, тој и таа, кој што одеше на нашиот YouTube канал и на нашиот вебсайт, а подоцна веќе кон крајот на годината во рамките на Млад отворен театар, Интернационалниот театарски фестивал во Скопје, во МКЦ, дадовме и премиера на еден многу интересен проект, Херој 0433, станува збор за една чудна, поинаква, поразлична жанровска дефиниција, театарска инсталација за еден гледач. Проект кој што најде на одличен интерес кај публиката и кој се надевам дека сега, откако сме веќе повторно отворени, со можност да играме за 30% од вкупниот капацитет на гледалиштето, ќе оди представата на репертоари, ќе имаат можност да ја видат и оние гледачи кои не имаат можност да ја видат. Вака кога те слушам, дури делуваш и среќен. Верувам дека не е така. Среќен сум затоа што успеавме да продолжиме со работа. Верувам. Многу наши колеги од другите театри кои не успеа така лесно да изнедат провокации, да се организираат, самоорганизираат. Знаете како нашата работа првенствено се потпира и на тоа, на сам иницијативноста. Не можеме да чекаме некој друг да ни каже што треба да правиме, туку треба да создадеме некои наши проекти низ кои што ќе но колку е за актер, кажи ми, проблем да не настапува пред публика, бидејќи верувам дека на бина многу ти значи како актер да видиш реакцијата на народот, дали си доволно смешен, интересен, секакви моменти. Не само заради публиката, пред се заради психофизичката кондиција. Актер кој не игра редовно на репертоар има проблем.
има проблем. Психоемотивен, физички и така натаму. Значи, нашата професија е како и секоја друга професија, која се подпира на физичкото присуство и многу е поубаво кога играме редовно репертоар, тогаш е се полесно и така натаму. Со овие прекини беше тешко, затоа што таман сме фатиле чекор, повторно затварање, повторно затварање. И тоа во еден момент стана заморно и за нас како актери, но и за публиката. Иако морам да признаам дека и покри тоа што нашиот театар играше некаде до ноември, игравме репертоар со 30% од капацитетот, меѓутоа веќе и публиката заради стравот се помалку и помалку доаѓаше во театар, така што таа доверба со публиката ќе треба сега одново да ја воспоставуваме. Се надевам дека ќе ни треба пократко. Па и не само вие, мислам дека веќе во секоја професија си има фалинки, но се средува ситуацијата, дај Боже да не кажам нешто лошо, дај Боже да биде како што треба и да се врати се. Но да се луѓето пред се здрави, да се безбедни, да се сигурни и полека да се враќаме на нашите примерни професии, на она што најдобро го правиме. Така е. Но ете повторно имаш успешна година, впрочем актер како тебе, секогаш сум кажал еден од недобрите во нашата држава и во време на корона знае како треба. Работевме. Пета сезона на Преспаве, ќе спомнеме нешто за таа сезона, супер помина повторно, одличен ситком веќе. Кој што ја снимивме баш во време на корона, во најжустрото. Околу јануари излезе, а ја снимавте околу октомври, ноември. Да, тука негде беше. Нема да те прашам клише муабет колку си задоволен, туку еве сега пета сезона. Дали можеш да одбереш најомилена според тебе? Сезони. Да. Што мислиш? Не можам така затоа што Преспав има веќе свој континуитет. Да. Така тоа е еден од нашите ретки, да не кажам единствен телевизиски проект кој успеал да обстане 5 сезони и да испродуцира и емитува повеќе од 120 епизоди. Тука ликовите многу се менуваа. Доаѓа различни гостувачки актери, се менуваа биографиите, линиите на ликовите. Така што тешко е човек да одбере која ми била најомилена. Мене лично ми се најомилени оние епизоди во кои мојот лик го остварува она што е негова биографија. Тоа го прави со неколку други ликови. Елена, Талат, Тони. Тоа се ликовите низ кои што Марио го остварува се она што е негова биографија, негова цел. Така, тоа се ликовите со кои ги прави сплетките, со кои се обидува да се извлече од ситуација кога ќе сгусте и така натаму. Но е големо искуство. И за нас како актери е големо искуство, затоа што Преспав е еден многу интензивен, многу напорен проект, иако се снима месец и половина, се работи интензивно, речи си секој ден, со по еден ден слободен во неделата. Добивате сценарио во текот на вечерта, следниот ден доаѓате на сет, учите брзо текст. Колку време ви требаше? Месец дена, два? Колку го снимавте? Па различно е секогаш, тоа зависи од петава сезона на пример. Меѓутоа ова се снимаше некаде околу еден месец. Еден месец. Турбо. Еден месец, да. Секој ден ни сето и по 12 часа. Секој ден, развој на сценарија, читачки проби, снимање. Браво. Убаво е затоа што тоа е прво еден прекрасен тим, тоа се одбрани луѓе на вистинско место. Вистинска ретко се тоа да ви се случи вака во проекти. Така да работите со луѓе кои се целосно посветени на тоа, кои вистински уживаат во тоа и кои се даваат на вистина. Се навикнали конечно еве после, мислам сигурно се навикнали и порано на улогата на Марио, зборам со односот со Игор, односно Тони во серијата. Можеби сте ви првиот геј пар, зборам од филмска индустрија во Македонија. Да. Ти го поставиле, верувам дека прашањето колку ти било тешка улогата, но јас ти прашам дали се навикна. Верувам дека не е многу лесно. Или пак лесно. За мене секоја улога е улога. Тој дел е само еден сегмент од биографијата на Марио. Она што Марио го прави комичен, смешен се некои други негови страни од карактер. Меѓутоа да, секогаш има различни реакции. Мене ми е драго што публиката ја препозна вистинската цел на проектот. Целта на проектот е навистина да забавува. Да забавува, да овозможи на гледачите и смејќи се низ тие хумористични, комични ситуации да размислат на некои
на некои животни, обществени прашања, Верувам. на кои што се уште имаме потреба да работиме, да ги менуваме, да скрши некои табуа, некои предрасуди. Се надевам дека сме успеале до некаде да ги отвориме и тие прашања за размисла, но најважно е што публиката си најде свои омилени ликови, но и секој од ликовите си има своја таргет, целна група на која што нели им се обраќа. Така што убаво е што фамилијата на Преспав секоја година се повеќе и повеќе се зголемува, со тоа се зголемува практично и публиката и армијата на верни фанови. Зборови, јас на пример во моментов можам да извлечам дека ќе има 6-та. Како? 6-та сезона. Дали ќе има 6-та сезона? Па можам да извлечам од зборови. Па не знаеме. Јас искрено се надевам. Јас лично посакувам да имаме, се разбира, ние сме екипа која што имаме уште многу што да кажеме на тема Преспав. Верувам. И се надевам дека ќе имаме уште многу заеднички соработки. Да, нова соработка, тоест нова интересна, кујната на Марио е нов проект кој што вие дечки можете да го гледате на YouTube каналот на Преспав. Мислам дека веќе ги снимивте, но сега се емитуваат самите епизоди. Секоја епизода впечатливо е дека ќе има некој лик од Преспав заедно со Марио. Различни гости ликови од Преспав со кои Марио заедно готви, различни рецепти. Марио се научили да готви. Се научи, тоа е доказ. Марио веќе во 5-та сезона правеше некој обид за фузија од азиска интернационална кујна. Мора. Ако сака да е по хасап и европски стандард, мора. Не, мене ми е драго што кујната на Марио е дериват проект на Преспав. Ов проект на Преспав, така што тоа практично овозможи Марио преку снимајќи се, нели да покаже што научил во кујната, но и да презентираме различни рецепти, па и оние луѓе кои немаат никаква допирна точка со кујната, да ги спровоцираме да пробаат нешто, да сготват, да направат. При тоа станува збор за навистина одлични алашеф рецепти од различни кујни, интернационално познати рецепти. Некои мои пријатели кои што гледале и пробале веќе нешто да направат од овие 2 епизоди, да научат како се прави рижото, дека тоа не е варен ориз, нели, во кој трупате се во тенџерот и оставате да се вари, туку се прави. Полека така, полека се додава. Дали си приватно добар готвач? Добар. Она што знам да го правам, го правам. А јас готвам она што јадам. Јас сум вегетаријанец. Вегетаријанец, да, знам. Не јадам месо и риба. Така што и рецептите кои што ги готвам се на тој план, нели? Растителни, протеински замени, здрави десерти во кои нема шеќер, во кои има некои други типови на природни засладувачи. Јас сум голем љубител на азиската кујна. Се посветив многу да научам дел од тие рецепти од истокот, така тоа не е само Кина, тоа е Јапонија, тоа е Тајланд, тоа е Тајван. Има тука големи разлики. Така што она што знам да го правам убаво и вкусно, барем уживаат моите блиски и пријатели кои пробаат. Кажи ми дали ти или Марио јадете луто пиперче, на пример? Како дали? Дали јадеш луто пиперче, на пример? Тоа ми. Луто, да, љубител сум на луто, иако го избегнувам, бидејќи сум вата пита доша, па тоа не ми прија баш, нели? Лутото дава, ја зголемува агната, дава малку енергија, ако таа енергија не ја потроши, тогаш ви создава нервоза, ве прави малку напнати, анксиозни, така натаму. Видиш, многу ми е жал што... Меѓутоа си сакам луто, во некои рецепти си правам и си ставам. Многу ми е жал што сега ти лично нема да можеш таа енергија на луто пиперче да потрошиш, заради тоа што Марио треба да го потроши тоа. Па добро, Марио исто си сака лутко. Ќе го прашам ја во луто пиперче дали јаде, дали готви, на пример. Си сака лутко. Дечки, сега одиме на луто пиперче. Имам уште еден гостин, ќе го представиме за нека секунда. Луто пиперче, поддржано од Медија МК, имаме нов гостин Марио. Здраво, како си? Хвала, лепо. Добро. Добре дојде. Хвала ти. Најаден си, напиен, луто пиперче. Да, још и утрес. Спремен си за 11 прашања за тебе. Јао, ма дај, молим те. Може? Може, ајде. Почнуваме. Кое јадење би го подготвил со мене? За тако љепи дечко, Васината тортата. Васината? Може. Второ, кој е пољубоморен, ти или Тони? Па Тони, наравно. Зошто? Зашто? Зна се зашто. Да. Трето прашање. Како се прави гравчето на тавчето? Врло едноставно. Узмеш, препржиш кромидот, ставиш тавчето на гравчето и ето го, гравчето на тавчето. А луто пиперче?
To ne, Ne? to ne. To si Mile uzima Baška. Башка. Четврто, кој е најдосаден во пансионот? Pa zna se tko. Onaj koji non stop traži rakijate i burička u kujnete. Миле Pa naravno i Donča. и Дончо. Donča na Bonča. Ете ти. Пето, дали Томе е поголема пијаница од Миле? Ma nemojte tako. Pa inspektor Tome je viši inspektor, fini gospodin iz Ohridat. Пазам што зборувам. Шесто, зборуваат дека Јелена од Драчево има подобар вкус од тебе за шопинг. Pa ima, Micica moja, ona je moj pravi fashion guru. Има. Da. Седмо, дали би го оставил Тони за шејк од Дубај? Ma nemoj, molim te, pa da budem kao ona Samanteta u Sekso ti gradat, da dolazi u obzir. Осмо, кога ќе научиш да готвиш? Pa već sam naučio. Научи? A kaj ti misliš da ja znam samo tavčeta na gravčeta i vasineta torteta? Pa jer ti gledaš kujnete na Mariju? Да, почнав да ја гледам. Pa vidiš, samo imam recepatite ala šef. И вие да ја гледате, да видите, јас сум лош, јас сум крив. Девето, ќе те гледаме ли во шеста сезона? Nadam se, ako presveti bude, da. Десето, дали е тешко да се учи македонскиот јазик? Mnogo. Da? Mnogo. Ti členovi teota, tote, vove. Vrlo teško. Верувам. Последно, кога ќе биде свадбата со Тони? Meni to ne treba, meni je bitna samo ljubav. Одиме сега со прашање од фанови. Луто Пиперче беше тоа, се враќаме назад. Марио веќе си пие кафе. Како е кафето? Ja, mnogo mi paše kafe. Ти паше? Vrlo lepo. Од Кабош од најдобри мат, 100% кафе. Јас? Ти си готвар, сигурно знаеш што значи 100%. A kako je to 100%? 100% кафе. Kakvo kafe? Кабошон. Кабошон, видиш? A koje sorte? Не знам се ја до толку кафе. razumeš se. Еспресо нешто. Pa trebao bi naučiti. Треба да научам. Треба. Па ти ќе ми кажеш, ти се разбираш поише. Прашање од фанови, дали си подготвен, имаше многу голем интерес за тебе. Ja. Да, сите сакаат да чујат нешто од тебе. Pa to je lijepo. Лепо е, да. Ајде, прво прашање. Какво мислење имаш за Васил Зафирчев? Не знам дали го познаваш. Прашува Петар Стојковски. A ko je to? Актер. Neki poznat? Па, Или не баш? Го знаат во Македонија, во театар во Велесе. Prvi put čujem. Не го познаваш? Majke mi. Добро. Баш ми е жал. Второ прашање. Која би била твојата реакција ако го фатиш Томи како ти изневерува, прашува Гиова Моника. Pa mislim da ste to već vidjeli. Да. Кој не To гледал, ste нека već гледа. vidjeli. Ne ponovilo se nikad. Да, сигурно. Станува жешко. Трето, Tu sam pravo lutoto piperčeta. колку трошоци имаш месечно за пансионот за нарачки? Гледај, ќе ме тепаат. Бидејќи не знаеш да готвиш, прашува Китановски. A to su narački, to ja to ne znam. To moja Micica jela, ona sve to radi. Ona zna svi restoranite u Resanot, ona ažurira listite, ja samo zovem nju i naručim, to je to. Ти со тоа не може да се... Ne, ma kakvi. Zato To ona me su- uopće ne zanima. Она е со шопингот повеќе. Ma ja, nije samo shopping, vlada ona i shoppingot, i diskotekite, i restoranite, sve. Да, не се мешам тука да не... Па да. Да. Четврто прашање. Зошто толку се нервираш кога некој ти се меша во кујната? Прашува Климче 808. Pa zna se zašto, prvo to nije po hasebu. Onda meni to stvara problemite sa inspektorat. Да. И Па од мене, nije. и од мене прашање. Diraju, čačkaju, premeštaju stvari, onda ne mogu si naći neke bitne stvari za kujneta. Не се нервирај са, полека, добро. Не. И од мене последно прашање, кое ти е омилено јадење да го готвиш? Za mene? Тавчето на гравчето. Ne volim ti ja tavčeto na gravčeto. Кое? Pa nešto healthy, nešto zdravo, nešto. Vegetarijan? Jeste. Jeste. Pogodi. Vegetarian, ali evo, ako moram odabrati, odabrao bi proletni terocat. Марија, фала ти што денес... Hvala vama, Јас сакам исто да ми изготвиш кога ќе дојдам во пансион. kad god poželiš. Izvoli u moj takujnete na Mario, imam izvrsne stvari za te. Сите да го гледате Марио на каналот на Преспав. Ти благодарам. Bog! А сега пуштаме песна, дојде време да ги поддржиме македонските артисти. Зибомб има нова песна со Зиден Бојс, јас и Марио ќе ја слушнеме сега, а веднаш потоа ни се враќа Васил Зафирчев.
Ко слушнавме Марио, слушнавме и оваа песна од дечките Z-Bomb со новата Zidem Boys. Голема поддршка до нив. Се надам дека ќе терат како што истераа со лаганини. Слушнете ја како што ви кажав и пред песната. Пуштете ја, искоментирате и поддржете ги. А сега се враќаме во студио. Марио си замина, од Мара се враќаме со Васил. Марио, супер поминавме, сега си ти наред со прашања од фанови. Се надам дека ќе бидеш добар. Се надам. Не како Марио, ама. Марио најдобар. Пето прашање ќе му дојде. Каква ти беше реакцијата кога дозна дека треба да глумиш лик како Марио? Па, морам да кажам дека јас на кастингот за преспев не бев повикан за ликот на Марио. За друг лик, нема да откривам кој. Но режисерот ме замоли да прочитам еден краток монолог од некој друг лик, за кој само знаев дека се вика Марио, и Хрват, и е кувар. Толку. Го прочитав јас, тоа се разбира со сите упатства индикации од режисерот, малку пробај вака со гласот, пробај малку така, нели? И на крајот ја добив таа улогата на Марио. Биографијата на ликот ние ја градевме Со тек на време? во процес на предпродукција, во соработка со сценаристите, авторите на самата идеја на серијалот, продуцентот Пеце Талески и Елеонора Венинова, режисерите, имавме можности ние како актери да предлагаме, нели? Так. И така полека се создаваше таа основна биографија на ликовите, која во овие 5 сезони многу се надгради. Така што јас немав некоја голема реакција, затоа што и не ни знаев детали за ликот, но се радував што ќе бидам дел од еден таков голем телевизиски проект, прв македонски ситком кој доживеа 5 сезони. Верувам дека ти било мило. Шесто прашање. Каква ќе ти беше реакцијата кога знаеше дека и Калиопи ќе глуми? Прашува Марија Станковска. Што ќе направи? Каква ќе ми беше реакцијата? Супер. Супер? Па каква да ми биде? Да. Калиопи е уметница голема, добра глумица при тоа. Да, ја бива и за глума? Па да. Ние со Калиопи сме соработувале на многу проекти, Да. и во театар, и во однос на незината видеопродукција, и со во однос музика. на незините концерти. Така што ќе бев среќен во секој случај. Добро. Седмо прашање. Дали ти е непријатно кога треба да ги снимаш сцените со Тони? Прашува Мануела, долна црта 4. Зошто да ми е непријатно? Нас ни е апсолутно забавно. Да. Нас ни е многу забавно, многу смешно, многу интересно. Ние си уживаме во тоа што го правиме, вистински. Без оглед за тоа, нели како другите тоа го гледаат. Некој со тоа ќе се согласува, некој не. Тоа се прашање на вкус. Ние сме таму актери кои треба да си ја завршиме крајно професионално нашата задача, да го оправдаме нашиот актерски ангажман. И добар актер треба да знае се да игра. Така што тука нема дилема. Се слагам. И последно прашање, односно 8, прашува долна црта Рушков. Дали сметаш дека си најкомичен лик во серијата? Не можам така да речем, напротив. Таму не можете никога да извадите ван контекстот. Со талаца јадете, ама. Тоа си функционира во тоа си еден систем. Тоа си еден систем и тоа е различно. Така Марио е еден со Талат, друг е со Јелена, трета со Тони. Да. Убавината на тој проект е таа широка лепеза на добри актери, добри ликови, добри сценарии, одлични режисери кои тоа знаат да го водат, да го развиваат. Фантастична продукција која тоа знае да го поддржи, да тоа изгледа светски, да е сработена на еден многу висок професионален стандард кој се однесува на играната продукција, на ТВ форматот. За нас како професионалци нема поубаво тоа. Еве јас ќе ти кажам мислење на народот на децава е дека ти Талат, односно Дритон сте најкомични ликови. Па добро, така тоа- публиката може тоа така си го мисли. Меѓутоа јас не мислам дека Марио е ком. Да, Марио е еден од комичните ликови, но никогаш не би рекол најкомичен, затоа што тоа е на крајот на денот и прашање на вкус. Така е. Некој од Публиката гледачите тоа треба повеќе да го- ќе ужива во хуморот на инспектор Томе, некој во хуморот на Талат и тоа е убавината. Што повеќе луѓе да препознаваат различен хумор, различни комични ситуации со кои се идентификуваат, кои им се смешни, во кои уживаат, кои потоа ќе ги прераскажуваат, така ќе запамтат некои реплики, па
Така Ќе е. си се забавуваат со тие реплики и приватно. Моќта на актерството е голема. Мене и порано ми се случувало во театар да направиме добра комедија, па на улица луѓе да ти дофрлат со реплика од представата. Да, нели? да. Тоа е убаво. Меѓутоа, ни на крајна памет не очекував дека ќе има таква френетична реакција кај публиката за овие ликови кои ги играме од Преспав. Тоа јас лично не го очекував. Дека ќе наступираат на улица, ќе бараат да се фотографираме. Малку им е чудно, особено на децата, нели вака кои ќе те сретнат на улица, кои ќе им проговорам со мојот природен Бараат глас. Марио. Малку им е чудно, ова не е Марио. Добро, они се навикнати да го гледаат тоа Да, како е таму, ама ми е драго што уживаат во проектот. Јас се надам дека долго ќе траете. Васил, ти благодарам што беше денеска дел од Лазаров шоу, што еви на YouTube. Направивме интервју, јас се надам дека ќе гледам и 6, 7, 8 и до не знам Дај кога време Боже. ќе тера Преспав. И да имам убави поводи за Се надам дека средни убаво се средни. помина денес. Прекрасно. Така е. Прекрасно. Да. Дечки, се надам дека и ви уживавте денеска со нас, заедно со Васил, па и Марио беше тука со нас. Гледате ги неговите емисии на Преспав каналот, а ние се гледаме повторно 20 часот следната недела. Ставете лайк, ставете subscribe, ако не ви се допаѓа, ставете пак лайк. Чао! All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.